Гимназијата 7 март од Тетово викендов беше домаќин на 105 средношколци од цела Македонија, учесници на републичкиот натпревар во физика. Сите тие се победници на општински и регионални натпревари од прва до четврта година средно образование. Победниците на републичкиот натпревар наскоро ќе имаат можности на меѓународно ниво да ги покажат своите знаења во овој предмет. Бидејќи се работи за физика како природна наука, јасно дека наставниот предмет не е едноставен за учениците. Се работи за доста голем број апстрактни концепти кои тешко се совладуваат. На надпревар се решаваат задачи што исто така не е едноставно, ама со бројката ние на некој начин може и да бидеме задоволни. Иако се спореди со претходните години, така имаме некој поблак пораст на бројот на ученици кои учествуваат на тие надпревари. И сакам да споменам дека овде не е крајот на тие надпревари. Например, со ова што имаме сега државен надпревар, понатаму учениците продолжуваат на меѓународни надпревари. Имаме сениорска олимпијада по физика оваа година во Португалија и од овие ученици од средните училишта тоа се ученици од втора година нагоре, значи прва се уште мали, меѓутоа од втора, трета, четврта година 5 ученици ќе идат на тој надпревар во јули 2018. Исто така, зависи од возраста, некој може од овие ученици во прва година што тргнале порано на училиште, што не се постари од 16 години до крајот на календарската година, може да се пласират на јуниорската олимпијада по природни науки. Тоа е меѓународна олимпијада. Учениците кои одлично го владеат предметот физика, значи дека и на соодветните факултети ќе имаат добра основа за студирање. Освојувањето награди на вакви надпревари исто така носат придобивки за учениците, велат професорите. Оние добрите ученици, надвор од тие бенефити што ги спомнам, они имаат други погодности. Едно е тоа што тие низ годините во средното образование и кои ќе се запишат на некој факултет, многу брзо ќе ги положат испитите, многу брзо ќе дипломираат. Тоа е една работа. Друго, тие кои се добри во физика, тие некако се подразбира дека се добри и математика. За да добро ја владее физиката, тој мора да е добар и во математика. И тоа е можеби поголем бенефит од она што е некоја надворешна мотивација, како што е стипендија, значи Министерството за образование и наука обезбедува стипендии, со тие дипломи се признаени. Ние сме како акредитирано здружение за спроведување на надпреварот, Друштво на физичари на Македонија. Овие од повисоките класови, трета, четврта, што веќе почнуваат да бараат каде да конкурираат за упис на факултет, и исто така овие дипломи им се признаени и тоа се вреднува. Например, град Скопје ги помага оние ученици што од регион, Скопски регион, на регионален надпревар постигнале најдобри резултати и кај нас, например, во 4 категории, од прва до четврта година, им дава некоја парична награда и дипломи, тоа е и за другите друштва, исто и за физика. Се препознаени и во општината од каде доаѓаат, исто тамо, знаете, може би не сите, ама доста голем број општини даваат стипендии за талентирани ученици и така да тоа е еден поттик или надворешна мотивација за тие ученици. Меѓутоа, јас сепак сум она за внатрешната мотивација кај нив.